Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Организираното управување со цврстиот отпад во источниот регион, односно изградбата на најавуваната регионална депонија, би требало да се реализира до почетокот на 2020 година. Досега работите се завршени само на хартија, а по изготвувањето на проектната документација, оваа недела во неколку градови, меѓу кои и во Кочани, ќе се одржи јавна расправа за влијанието врз животната средина. Општините од источниот и од североисточниот плански регион можат да се надеваат дека во период од околу 2 години ќе се реализира повеќегодишната најава за изградба на регионална депонија за цврст отпад. Според одговорните во Центарот за развој на источниот плански регион, кои пред неколку месеци потврдија оти проектот е во поодмината фаза, односно сите процедури на хартија се привршени, формирано е регионално јавно претпријатие, па преостануваат конкретни активности на терен. Се работи за инвестиција вредна 40 милиони евра, што ќе се реализира со пари од фондовите на Европската Унија, а во моментот, поради европските законски одредби наместо Центарот, активностите ги презела посебна стручна служба. Минатиот месец беше изготвена техничка документација што подлежи на соодветна ревизија. Истовремено, изготвена е и студија за оцена на влијанието врз животната средина од практичната реализација на проектот воспоставување систем за интегрирано управување со отпад во источниот и североисточниот регион. Студијата е достапна за увид, а во рамки на активностите планирано е да се одржат и 4 јавни расправи, и тоа во Свети Николе, Кочани, Берово и Куманово. Според најавите, јавната расправа во Кочани е закажана за впеток со почеток од 11 часот и 30 минути и истата ќе се одржи во салата на Советот на општината. Со своји предлози, мислења и ставови можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани, здруженија и фирми кои сметаат дека можат да дадат свој придонес во подобрувањето на техничкиот проект за изградба на регионалната депонија. Како што е познато, наместо со јавно-приватно партнерство, како што тоа го направија некои од останатите региони во Македонија и што се покажа како неуспешно, источниот регион се реши регионалната депонија за цврст отпад да ја гради со средства од ИПА фондовите за регионален развој. Иако е побавен, ваквиот начин беше оценет како посигурен избор за реализација на проектот, со што нема да се оптоваруваат сметките за комунални услуги што ги плаќаат граѓаните. Инаку, како проект, регионалната депонија се најавува повеќе од 10 години, а регионот беше најнапред во однос на останатите во државата. Токму поради административните процедури, процесот досега се одвиваше многу бавно. Доколку и понатаму работите течат според планираната динамика, депонијата треба да биде изградена до почетокот на 2020 година. Таа ќе овозможи затворање на сегашните несанитарни општински и диви депонии, каква што е и Кочанската градска депонија, лоцирана во близина на селото Бели. Представата со наслов «Илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа» во изведба на актерите од театарот при Младинскиот образовен форум од Скопје, победи на драмскиот аматерски фестивал што една недела се одржуваше во Кочани. На сцената на Центарот за култура Бели Мугри беа прикажани 13 представи во официјалната конкуренција од Македонија и Србија. Со прогласување на победниците во одделни категории и со врачување на наградите, во Кочани заврши 53-то издание на драмскиот аматерски фестивал, кој што од 29 мај до 3 јуни се одржа во Кочани. На сцената на Центарот за култура Бели Мугри беа прикажани 13 представи во официјалната конкуренција од Македонија и Србија. Жири комисијата во состав магистер Димче Николовски, режисер, Андреа Голуб, драмски уметник и Венцо Димитров, сценограф, одлучи Гран-при наградата Васил Ќортожев за најдобра представа да ја додели на представата «Илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа» во изведба на актерите од театарот при Младинскиот образовен форум од Скопје во режија на Наталија Теодосиева и Јаков Спасов. Дојдовме и до последната вечер на фестивалот, 53-ти поред во Кочани, мощна успешна недела, 13 представи, 4 детски и 3 придружни манифестации. Ме радува фактот дека од година во година имаме се повеќе и повеќе публика. Кочани градот како домакин покажа извонредна љубителска појавност на секојдневните представи.
Ono што е интересно за овој проект е што ми е посебно драг на сите нас поради тоа што многу лично некако го доживуваме целиот процес низ кој работевме изминативе месеци и да се презентира некоја идеја, некоја приказна и некоја мислење, став наш за средината во која живееме е навистина прекрасно, истото да се прими онака како што беше примено од страна на публиката во Кочани. Почнавме од ништо. Буквално се собравме само една екипа, можам да кажам, љубители на театарот и сега дека после 3,5 години дојавме до Гран При награда на ДАФ е прекрасно чувство. Наградата за најдобра епизодна женска улога ја доби Бисера Димитриевска за стабилното и конкретно субјективизирање на ликот на Мелиса во представата Ништо без Трифолио од Русомир Богдановски во режија на Стоје Додевски, а во изведба на аматерскиот театар Куманово од Куманово. Наградата за најдобра епизодна машка улога ја доби Јовица Силјановски за покажаниот огромен творечки потенцијал и свежината што ја внесе во секоја појава на сцената, во улогата на Диме Такси во представата Големи и мали од Бошко Смаковски, во режија на Михајло Петревски, а во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Кочорацин Кичево. Наградата најдобра женска улога и беше доделена на Јована Јосевска за филигранското пласирање на успешно изградениот лик Донка во представата Големи и мали од Бошко Смјаковски во режија на Михајло Петревски, а во изведба на аматерскиот театар при Центарот за култура Кочорацин од Кичево. Наградата за најдобра машка улога ја доби Јанко Шаркези за врвното актерско мајсторство во улогата на Франсоа Пиньон во представата Вечера на будалите од Френсис Вебер во режија на Александер Бако, а во изведба на културно-уметничкото друштво Бранко Радикевиќ од Стара Пазова, Република Србија. Жирито наградата за најдобра режија му ја додели на Димитар Шутевски за успешното фузирање на интимните желби и идеалите со проблемите на денешното општество за представата Дисфункција од Ана Жежовска во изведба на младинска сцена при Интимен театар Битола, додека наградата за уметничка иновација и истражување во аматерскиот драмски израз ја доби представата Дисфункција од Ана Жежовска во режија на Димитар Шутевски, а во изведба на младинската сцена при Интимниот театар Битола за искрената пожртвуваност и щедроста во создавањето на авторскиот проект. Беше доделено и специјално признание на представата Буре Барут од Дејан Дуковски во режија на Јован Цветковски, а во изведба на Националниот театар Аматер од Охрид за зрелиот и сериозен пристап при доловувањето на комплексните прашања што ги поставува современата пиеса Буре Барут. Во чест на наградените се одржа и ликовен перформанс на Сергеј Андреевски со музички хепенинг под наслов Ние запирка другите. Оставени сами на себе во трошна куќарка живее тричленото семејство Велкови, меѓу кои 2 малолетни деца од село Јакимово Виничко, откако пред 2 недели почина нивниот татко на 38 годишна возраст. Бараат финансиска помош од хуманите граѓани и фирми за доградба на веќе почнатата куќа во истото село со цел да им се обезбеди кров над глава. Откако пред 2 недели по тешко боледување на 38 годишна возраст почина Сашко Велков, татко на 2 малолетни деца од село Јакимово Виничко, сега децата се оставени на старателство на баба им. Но таму каде што живеат нема нормални услови за живење. Распаднат кров кој што тече од сите страни, а по починувањето на татко им веќе не ја земаат ниту негата која ја земаа за нивниот болен татко. Роднини и блиски на децата покренаа иницијатива за изградба на нова куќа во село Јакимово, која што е веќе во изградба. До сега се што е изградено за новата куќа на децата е направено од донации од локални фирми и помош од општина Виница. Сега семејството Велкови од Јакимово бара помош, исто така од локални фирми, кои што се во можност да помогнат да може да се догради куќата, за да има каде да живеат децата со нивната баба. Се трудам да дојдам до целта, значи кукичката да биде за неговите дечиња, па ќе ги замолам локалните фирми и институции кои можат да помогнат, затоа што Сашко Велков у неговиот живот има работено во Трико Виница и нема платено ни ден стаж. И сега дечињата не можат да земат семејна пензија, не можат да остварат некои
права, па ги молам институциите да излезат у сусрет, да си ја земат работата во своји раци и да им помогнат на децата, да им обезбедат некои средства за живот. Куќата во која живееме тече, во сите соби тече и кога заврне дожд ставаме вангли, тепци, да не ни прокапе по тепекот. До сега живеевме со мојата пензија и на татко им со постојаната помош и негата. А сега речеа дека не ги следува ништо веќе. И не знам. А они треба да се хранат, треба куина да им се плаќа, треба облекло, многу нешто им треба. И дали ќе може да им даде некако државата да најдат некој решение, да им се дава по некој динар, додека ги школувам. Молбата на ова семејство е насочена кон што е можно побрза подготовка на куќата, да можат и овие две малолетни дечиња да живеат нормален живот со кров над глава. Сребрен медал за ученичката Теодора Санева од Основното училиште Малина Попиванова на јуниорската македонска математичка олимпијада, што викендов се одржа на Машинскиот факултет во Скопје. Ова е голем успех за училиштето, но и за градот, бидејќи Санева беше единствен представник од Кочани. Теодора Санева, ученичка во 8 оделение во Основното училиште Малина Попиванова во Кочани, го освои сребрениот медал на јуниорската македонска математичка олимпијада во конкуренција со првопласираните ученици на државниот надпревар од 7, 8, 9 оделение и прва година средно училиште. Во силна конкуренција, Санева како единствен представник од Кочани успеа да го освои второто место. Учествував на општинскиот, регионалниот и државниот надпревар по математика. На општинскиот надпревар го освоив првата награда и првото место. Учествував и на регионалниот, на кој што ја земав третата награда и прво место, на државниот кој се одржа во Охрид, ја земав третата награда. Со тоа обезбедив пласман и на јуниорската македонска математичка олимпијада која се одржа во Скопје на Машински факултет на 3 јуни оваа година. Надпреварот траеше 4 часа. Задачите беа од 4 области: теорија на броеви, геометрија, неравенства и комбинаторика заедно со варијации. Тие беа подредени градацијски по тежина и времето на решавање беше 4,5 часа. Бидејќи заедно со мојата менторка Лилијана Цветанова се подготвувавме и решававме задачи од збирки и повеќе изданија на нумеруси. Оваа награда за Санева ќе представува мотив и поттик за поголем труд во иднина и освојување на златниот медал на следната математичка олимпијада до година. Најавените засилени пролетни активности на извидничкиот одред Ластовица продолжија и во текот на викендот. За младите од основните училишта се одржа настава во природа, при што се запознаа со флората и фауната на регионот, како и со основите за снаоѓање во природа. Извидничкиот одред ги продолжува своите пролетни активности најавувани како извидничка офанзива. Викендот беше организирана еднодневна настава во природа, а целна група беа најмладите членови на возраст од 10 до 12 години. Активноста се реализираше во местноста Дабот во близина на село Бели, а на обуката присуствуваа околу 40 ученици од основните училишта од Кочани. Младите извидници пешја поминаа релацијата долга околу 5 километри и во прекрасни временски услови под водство на неколку наставници и поискусни извидници им беа демонстрирани повеќе извиднички вештини, што би можеле да им бидат од голема корист во секојдневниот живот. Поделени во две групи, потенцијалните млади извидници учеа правилно да наместат шатор, да ги врзуваат основните извиднички јазди со јаже, да стрелаат со чатал, да користат бусола и слично. По поминатите 4 часа настави и кратка пауза за ручек, извидниците се вратија во Кочани пеш, онака како што дојдоа. Од раководството на извидничкиот одред Ластовица истакнуваат дека во наредниот период ќе се фокусираат на средување на новите простории за работа, како и на неколкуте извиднички кампови што следуваат во текот на летните месеци.
Планинарот Тошо Антов од Кочани, актуелен председател на Планинарското спортско друштво Осогово, стана првиот лиценциран планинарски водич кај нас. Деновиве тој успешно ја помина обуката што ја организираше Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Кочани го доби првиот лиценциран планинарски водич. Членот и председател на Планинарското спортско друштво Осогово, Тошо Антов, минатата недела учествуваше на републичката обука за планинарски водичи од А1 категорија, што се реализираше на Попова шапка. Носител на обуката беше Федерацијата на планинарски спортови, а учествуваа вкупно 29 планинари од повеќе клубови од Македонија и од Косово. При тоа, како обучувачи беа ангажирани врвни, искусни инструктори од повеќе области поврзани со безбедното планинарење и укажувањето помош на настрадани. Меѓу нив имаше и стручни медицински лица кои долги години се ангажирани во планинарството, како што е врвниот неврохирург Јовице Угриновски, кој воедно е и председател на Федерацијата. Освен тоа, учесниците на обуката имаа и стручни предавања од областа на метеорологијата, од ориентацијата во планина со помош на компас и GPS и читање планинарски топографски мапи. Дополнително тие се стекнаа и со алпинистички вештини во искачување и спуштање по стрмни карпи, преживување во планина, неколку психолошки вежби и други активности поврзани со безбедниот престој во суровата планинска средина. На крајот од обуката на учесниците им беа доделени сертификати за специјално планинарење во летни услови во трајање од 54 часа. Инаку, Антов, кој е долгогодишен активен планинар и член на нашето планинарско спортско друштво, лани имаше неколку успешни потфати за искачување на највисоките врвови на Балканот и во Европа, меѓу кои и на врвот Елбрус на Кавказ, висок 5642 метри. Според најавите, тој веќе се подготвува за искачување на врвот Вихрен на Пирин планина, што ќе се реализира идниот викенд, како и за освојување на Мон Блан, што е планирано за во средината на август годинава. Сдруженијето на пензионери Кочани на 6 јуни во Скопје ќе настапи на републичката ревија на музика, песни и ора со традиционалното Осоговка оро. Организатор на ревијата е Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Сдруженијето на пензионери на Кочани и фолклорниот ансамбл заедно со играорците и музичарите во вторник ќе бидат дел од републичката ревија на музика, песни и ора, која што ја организира Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Ревијата на која ќе настапат и неколку фолклорни ансамбли и групи од Источна Македонија ќе се одржи на 6 јуни во 10 часот во салата на Домот на АРМ во Скопје. Од Сдруженијата од Источниот регион, учесници на регионалните ревии за учество на завршниот концерт на републичката ревија во Скопје свое учество обезбедија. Сдруженијето на пензионери од Кочани со орото Осоговка, Сдруженијето на пензионери на Виница со обичајот истерување на чумата, Сдруженијето Делчево со машкото оро Копачка, Сдруженијето на пензионери од Пробиштип со обичајот Чист понеделник и Сдруженијето пензионери од Штип со песната Санок Стојне седела во исполнение на пеачката група. Учесниците на ревијата во Скопје се дел од фолклорните групи и ансамбли кои работат во овие здруженија и кои ја негуваат изворната народна песна, музика и обичаи. Карактеристично за Кочанското здружение е што на ревијата ќе се представи со традиционалното оро Осоговка, карактеристично за Осоговскиот крај, а Делчевското здружение со орото Копачка, кое што е заштитено оро како национално богатство на Македонија од страна на УНЕСКО. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра последното коло во првата фудбалска лига за жени во кое женскиот фудбалски клуб Кочани како домаќин доживеа пораз од шампионот Истатов. Во бараш на преварот што се одигра во Кочани за пополнување на втората фудбалска лига, Каменица Саса го победи Велешки Превалец и стана нов второлигаш. Во правенството на првата фудбалска лига за жени, викендов се одигра последното 18-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен го пречека лидерот на табелата Спортски центар Истатов од Нов Дојран, при што доживеа убедлив пораз од 9:3. Гостинските фудбалерки на теренот во Кочани само ја покажаа својата супериорност и потврдија дека заслужено се новиот државен шампион.
Освен титулата во првенството, дојранчанки годинава го освоија и Купот на Македонија, со што по завршувањето на надпреварот на Никола Мантов славеа за двојната круна. Победата против ЖФК Кочани тие ја најавија уште во третата минута со голот на Кокаловска, а иако домашниот тим го изедначи резултатот во 18-та минута со голот на Атанасова, нашите девојчиња немаа многу време за радост. Причина за тоа е што 10 минути подоцна со погодокот на Велеска, гостинките повторно поведоа со 2:1, а потоа продолжија да ја полнат мрежата на нашиот прволигаш. Јаковска во 39-та и 42-та минута беше сигурен стрелец и го зголеми водството на својата екипа на 5:1, резултат со кој заврши и првото полувреме. Серијата голови за Истатов продолжи и во вториот дел, при што стрелец на нов погодок во 47-та минута беше Петровска. Домакинките намалија на 6:3 со головите на Ѓоргиева во 59-та и 60-та минута, а кога се очекуваше дека тоа ќе биде конечен резултат, дојранченки постигнаа уште 3 гола. Најпрвин Петровска во 69-та минута ја затресе мрежата на ЖФК Кочани, а 4 минути подоцна тоа го стори и нејзината клубска колешка Јаковска. Печат на надпреварот повторно стави Петровска со голот што во 80-та минута го постигна како повод за славието на својот тим. Во неделата на стадионот Никола Мантов се одигра и бараж надпреварот за пополнување на втората лига Исток меѓу екипите на Каменица, Саса и Превалец од Велес, кои беа четврто пласирани во третата лига Исток, односно Југ. Подобри беа рударите, кои ги победеа Велешани со 4:1. Со тоа, од наредната сезона, Каменица Саса ќе им се придружи на фудбалерите на Осогово и на уште 8 други екипи, кои ќе бидат дел од второлигашкото друштво. Почитувани, со прогнозата за времето го завршуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.